Поздрав од студиото на К3, почитувани гледачи. Од вечерва започнуваме со серијалот Парламентарни избори 2016, секако посветен на она што не очекува на 11 декември. Тргна предизборната кампања, а чест прв да гостува во овој серијал на интервјуа има господинот Стефче Кимовски од Граѓанската опција за Македонија. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете уште еднаш гостин во нашата телевизија. Зачестивте, меѓутоа секој има помот. Знаеме дека сте зафатени и затоа ќе заблагодариме што одвоивте време за нас. Веќе неколку дена како тече ова изборна кампања, се одржаа неколку митинзи, партиите веќе одржуваат и помали средби со граѓаните. Како се задоволни од тоа, вие како тргнавте, со каква енергија се влезе во кампањата и како протекува сето тоа? Прво, гледаме кампањата да помине мирно. Так. Да нема причина што ќе губи, да потоа има било какви забелешки на кампањата. Битно е да се среќаваме со граѓаните, да им ја објаснуваме ситуацијата, да се праќаат силни политички пораки и во исто време да се има квалитетна понуда до граѓаните. И политичка, и економска понуда. Очигледно дека оваа коалиција на чело со ВМРО-ДПМН има сериозна понуда за граѓаните од сите аспекти, и во делот на политичката стабилност, и во делот на зачувување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија, во делот на економскиот просперитет, странските инвестиции, поддршката на земјоделците, грижата за пензионерите, зголемувањето на платите, инфраструктурата како битен сегмент од развој, во делот на енергетиката, здравството. Гледате дека ни една влада во Република Македонија, освен Тито, после војната, никој волку средства не издвоил за развој на здравството, за набавка на опрема, за доедуцирање на кадри во странство и така натаму. Значи дека се работи за еден целовит и сеопфатен програм, и она што е најбитно, битно е што програмите се остваруваат. За нас, како политичка партија Гром, битно е на граѓаните да им објасниме зошто сме ние во оваа коалиција. Во оваа коалиција сме затоа што историјата не учи секогаш кога е загрозен националниот, општиот интерес, ние мораме да разумните политичари прават сојузи, и ние одлучиме да направиме сојуз со ВМРО-ДПМН, зашто Република Македонија е загрозена и од натре и од надвор. Често пати знаат мои пријатели да ми кажат, може би требаше да одите сами на овие избори, дури партиски членови, вака постои опасност да го загубите идентитетот. Мојот одговор е, што ќе ми е идентитетот на партијата ако го изгубиме идентитетот на Македонија. Гледаме дека некој се обидува да тргува со институциите, да тргува со националните интереси, да тргува дури и со народот. И за мене, искрен да бидам, треба оваа изборна кампања многу мирно и лежерно да ја поминеме, да се дојде 11. Граѓаните ќе му пресудат на оној кој што овие 2 години ја мачи цела држава, поготово штета трпат стопанствениците, го преокупира народот со нивните глупости, и мислам дека Зоран Заев и СДСМ изборите ги завршија пред отприлика 7-8 дена во Берн, од каде што ја кажа најопасната теза, што ја кажал било кој, не само домашен, туку такво нешто не може да кажат и најопасните националисти од другите држави, соседните држави, а тоа е дека не може ние да сме во право, а се другите да бидат криви, дека мора проблемот да е кај нас, да кажеш дека собствената нација ти е најголем проблем на Балканот, благо речено, треба да има сериозни проблеми со умот. Ова ќе има далекусежни последици кон Македонија. Вакво нешто домашен политичар, поготово нешто се бори на власт, за власт, ова не смее да го каже. Поготово ние од првиот ешелон што сме политичари, има работи за кои што треба многу 10 пати да измериме пред да кажеме таква работа. И
нашата задача е да ги разјасниме намерите што ги има да ги прави опозицијата со Република Македонија, односно Република Македонија да ја направи една вазалска држава со која што ќе управуваат амбасадорите. Тие амбасадори овде се дојдени да ги остваруваат интересите на нивните земји, а не да ги остваруваат интересите на нашата земја, и ние на 11 треба да одлучиме оваа држава ќе биде вазална држава или оваа држава ќе ја водат народни избраници избрани од народот, и дали оваа држава со незе натаму ќе командуваат амбасадорите, или со оваа држава ќе командуваме ние, а ќе ги слушаме само она што сметаме дека е добро за нас и ништо повеќе. Кога е прашање државата, гром секогаш ја бира Македонија, и затоа ние сме на страна на оваа коалиција, првенствено да ги одбраниме националните интереси, и сметам дека сите прогресивни сили во овој момент треба да се здружиме. 11 декември е дури побитен датум од 8 септември 1992 година, од моментот кога одлучивме да бидеме самостојни. Сега го полагаме испитот на зрелоста, и овие граѓани на Република Македонија треба да дадат потврда дека ја заслужуваат државата, затоа што за прв пат се случи да имаме раководство кое што очигледно дека се бори и ги решава проблемите. И таман кога покажавме дека Република Македонија може сама, може без ММФ, без неговото туторство, може без Светска банка, може да привлекуваме странски инвестиции, може да се бориме сериозно со проблемите што ги имаме, и во исто време да афирмираме Република Македонија ни светот. Веднаш се најде, за жал, некој кој што странските служби се потпре на некој однатре, за да отприлика ја разнише Република Македонија. За среќа, граѓаните на Република Македонија многу добро знаат кој е кој. Делумно одговоривте на тоа што сакав да ве прашам, зошто ја одбравте токму коалицијата за подобра Македонија. Ова се втори избори всушност за гром. Да, затоа и одлучиме да одиме, сметаме дека не е добро. Различни. Да, сметам дека не треба да сега да ги растураме гласовите. Ние многу работи имаме различни, но во исто време и слични со ВМРО-ДПМН. Например, по прашањето на името, ВМРО-ДПМН нивниот став е дека било какви да се остварат разговори и договори околу името, таа ќе се потврдува на референдум. Гром смета дека ниту сме добили име на референдум, ниту ќе го потврдуваме, и ние сме против тоа. Второ, ВМРО-ДПМН дава подршка на специјалното обвинителство, ние не даваме подршка. Зашто? Зашто знаеме да кои резултати ќе дојде. Дека нема да надат ништо, ќе го народот само без везе му прават очекувања, ќе потрошат неколку милиони евра драгоцени за оваа држава, и ние гледаме дека само имаме еден обичен циркус, и дека кажавме дека Катица Јанева е кадар на Социјалдемократскиот сојуз, испадна, значи со документација дека таа си била кадар на Социјалдемократскиот сојуз, си плаќа членарина и така натаму, и сега сите ние 2 милиона граѓани на Република Македонија треба да ги остваруваме желбите на некого, за да му ги истераме неговите хирови. Например, не го признаваме исто така Пржинскиот договор. Тоа сега да прашам, сега мислите ли дека се создадени фер условите кои што се бара не само преку тој договор, туку преку многу средби досега минатите 2 години, всушност тоа беше насоката да се создадат услови за фер, кредибилни избори, што и да значи тоа? Мислите ли дека еве во предизбориите сме веќе меѓутоа дека се создадени тие услови? Ако беа проблеми избирачките списоци, и во избирачките списоци остана само 718.000 луѓе кои што не се пријавиле, а не живеат во Република Македонија, времено се одселени, значи немаме никаков проблем со избирачкиот список. Тамо не најдовме ниту еден граѓанин кој гласал го има на 2 или повеќе избирачки места. Значи избирачкиот список не бил кредибилен. Тоа е првата работа. Втората работа е јасно дека медиумите си беа регулирани во изборната кампања. Тоа што СДСМ е, како да кажам, нема квалитетни спотови, нема квалитетна програма, не го има доволно на терен и така натаму, не може да му биде крива политичката партија спротивната, не може ние да не работиме за да нив ги има на телевизија. Јас ќе ви дадам еден пример. Јас имам направено една анализа на нашето работење на локалната самоуправа, се огледа во тоа колку проекти вие правите. Тие проекти се трансферираат преку јавните набавки, и кога ќе направите една анализа,
ќе видите дека Општина Центар има 117 вкупно проекти за ова 2016 година. Општина Куманово е втора со 64, тоа се значи негде 181, и верували или не, 34 има Општина Струмица. Дали знаете колку има Општина Карпуш? Значи, они имаат негде 210 на 215. Заедно, Општина Карпуш има 320 проекти. Значи, колку сите они заедно, толку има сама Општина Карпуш. И секогаш на прво место е најчесто градоначалникот на Скопје, бидејќи тој има најголем буџет. Второ обично беше Владо Талевски и трета Општина Карпуш. Оваа година е прва Општина Карпуш. Што сакам да кажам? Значи, ние треба да не работиме, значи, не треба да држиме пресконференции, не треба да ги афирмираме нашите проекти, за да имаме избалансирано новинарство, за да легачите од Социјалдемократскиот сојуз, тамо каде што имаат власт, за да можат да бидат спокојни, оти треба да не има исто на телевизија колку и нив, тоа значи дека и ние од Карпуш, значи Зоран Заев има 10% од проектите што ги има Општина Карпуш, и сега треба да збориме за избалансирано новинарство. Поентата ми беше дека новинарството е избалансирано, ама треба на граѓаните да им имаш понуда. Ако СДСМ има настани, ако СДСМ има политичка понуда, ако има економска понуда, нормално дека медиумите ќе ги пратат. Ако вие ката ден кажувате обични глупости, само критика ради критика, не давате никакво ништо конструктивно за граѓаните на Република Македонија, како очекувате да бидете интересни за граѓаните и за медиумите? Се допревте делумно да се оставиме тоа, ќе се навратиме до програмата на коалицијата предводена од ВМРО, навистина обемна програма. Кои се според вас главните поенти кои што мислите дека можеби еве ќе ги прекршат изборите или ќе ја заслужат довербата на граѓаните? Ова коалиција веќе е проверена работа, дека прво она што го ветуваат, дека и го остваруваат, и она што ми се допаѓа се дава отчет. За програмата што е предвидена, значи не е фикција, не е зона на фантазија, оти обично во изборните програми се влегува во сферата на фантазијата, ама кога ќе се добијат изборите, се влегува во сферата на реалноста, а очигледно дека во изминатите години, после секои завршени 4 години, се изделеше отчет за тоа што е ветено и што е направено, што јасно значи дека граѓаните имаат гаранција кој е подготвен оно што се ветува во избори и да се оствари. За мене најбитни работи за граѓаните се инфраструктурните проекти. Да се заврши коридорот 8, односно автопатот Смоквица-Гевгелија. Да се заврши автопатот Скопје, Свети Николе, Штип, Македонска Каменица, Штип, Радовиш. Да се заврши автопатот Кичево-Охрид и Гостивар Кичево. Интересно е дел од тие проекти ги има и во програмата на СДСМ. Па јас тоа го видов делимично и се изненадив. Ај си викам Зоран Заев, гледам Демир Капија Смоквица е ставена, си викам веројатно човекот многу почесто патува од другата страна од кај Радовиш, ама се изненадив кога видов дека и Скопје Свети Николи Штип е ставено, ако е веќе се гради, веројатно треба да знаат дека се гради. Например, кога јас би бил на нивно место, бидел со многу поквалитетни работи отколку да ги препишувам оние што ги прави ВМРО ДПМН. Замислете проект што значи тунел под Валандовско брдо и од Струмица веднаш се излегува на коридорот 8. Замислете тунелска врска меѓу Гостивар и Колари, тоа значи дека ние за 40 минути ќе можеме да стигаме до Охрид, и такви квалитетни програми, проекти, или пак да се понуди проект кој што заеднички проект со европски средства да се работи тунел под Шар планина, за да Македонија се поврзе со делот на Косово, преку Албанија излегува директно за многу кратка врска на Јадранско море. Тоа значи за 3-4 часа вие веќе да излезете на Јадранско море. Значи едни сериозни политичари кои сакаат да ја водат Република Македонија мора да размислуваат и на многу покрупни проекти кои што значат развој на државата. За мене се битна и натаму поддршката на земјоделците. За мене е битно тоа што се ветува да пензионерите ќе имаат 10% повисоки пензии.
администрацијата да има 10% повисоки плати, да најзагрозената категорија на граѓани тоа се социјалните случаи за 50% зголемување на социјалната помош и други бенефиции кои што веќе ги се наведени. Во делот на прашањето енергетиката, најбитна за мене е поддршката на младите во обезбедувањето на стамбеното прашање, најбитната работа. Натаму прашањето за странските инвестиции, но сега се прави нов заокрет во програмата, а тоа значи поддршка и на домашните инвеститори да се обезбедат во индустријски развојните зони, стимулации за сите оние кои што ќе отворат нови фабрики, да бидат ослободени од плаќање на персонален данок, од плаќање на данок на добивка. За секое работно отворено место се добие по 2000 евра, ако се земе стечаец или технолошки вишок да се добие 4000 евра, што значи дека се тоа силни стимулативни средства за сите оние кои што имат визија, кои што имат проекти, да го потикнат, значи владата прави напори да го потикне вработувањето, да се отворат перспективи за граѓаните и во исто време ниските даноци, значи да се привлечат странски инвестиции во Република Македонија. Јас сум бил министер за економија и многу добро знам колку е тешко да донесеш странски инвеститор, имајќи во предвид дека Република Македонија е мала држава, мал пазар. Политичката нестабилност ни прави сериозни проблеми и мора да знаат граѓаните дека истите бенефиции што ги даваме ние, ги дава и Косово, ги дава и Србија, ги дава и Црна Гора, ги дава и Босна, ги дава и Бугарија. Но зошто инвеститорите доаѓаат во Македонија? Затоа што веројатно довербата и менаџирањето од страната на представниците на владата е на многу повисоко ниво и затоа тие доаѓаат овде во Република Македонија. Да не се лажеме дека тоа се само наша измислица, ние даваме бенефиции, ги ослободуваме даноци и тие доаѓаат кај нас. Напротив, сите земји нудат со цел да се потикне инвестиционниот циклус и со цел да се зголемат вработувањата. Споменувавте тука идеи кои што се интересни, можеби ги нема во програмата, меѓутоа наведовте и нешто што е за вас, веројатно и за Гром, битно. Колку се слушаше при создавањето на оваа програма гласот на помалите партии, знаеме дека коалицијата е широка, задоволни ли сте од тоа, колку внимание беше посветено? Јас морам да кажам дека наш проект е од Скопје до секаде и од секаде до Скопје низ Македонија за да се стигне за еден час. Значи да се поддржат изградбата на аутопатиштата, експресните патишта, тоа е компатибилно со нашата програма. Инвестициите во здравството е компатибилно со нашата програма. Натаму инвестициите во туризмот, на поддршката на социјално загрозените категории исто така е компатибилно со нашата програма. Поддршката, како што реков, на земјоделците исто така е компатибилно со нашата програма, што значи дека имаме многу работи и она што е најбитното, поддршката што ја даваме за зачувување на уставниот поредок на Република Македонија и спротивставување на оние сили кои што сакаат редефинирање на државата и на уставниот поредок, што сметаме дека ќе им донесе голема штета на граѓаните на Република Македонија и на албанците и на македонците. Замислете вака вие, Источна Македонија се иселува. Луѓето се соочени со безперспективност. И сега на ова вие кои ќе му додадете понудата за двојазичност, кажете ми каде е надежот на тие граѓани. Она што е најлошото кај социјалдемократскиот сојуз е на луѓето не им дава надеж. Туку само им представува црни сценарија, ај што им збори дека се црно е во Македонија. Јас дури јавно сакам да ги прашам, нека кажат две работи што се добри во нашата држава. Замислете, неодамна бев во Белград и до мене седеше еден господин и почнавме конверзација која очигледно дека ја прати македонската политичка сцена, човекот е доволно едуциран и вели ја не можам да разберам како тоа вашата позиција зборува дека ништо не чини во Македонија. Вика еве вечерва игравме надпревар Карпо Соколи со Црвена звезда, се боревме одлично, значи првите 35 минути Карпо Соколи беше во водство против големата звезда и тој вели ево вечерва Карпош Соколи овде беше нешто добро и на ниво да представува една земја. Вели во српско драмско позориште вечерва игра Хамлет. Знаете ли кој е режисерот? Ацо Поповски. Знаете ли кој е драматургот?
Дејан Дуковски. Не знам музиката кој македонец е напишал така натаму. Вика, повеќе ве ценат луѓето од надвор, колку што вие внатре поединци од опозицијата си ја цените државата и што добро излегува од незе. Конструктивна опозиција би била таа која што ќе каже да, ова е добро направено, ова не е добро, ова мислиме дека ќе се подобри, но ние сакаме на граѓаните да им дадеме надеж. Дека надеж за развој на Македонија има. Надеж за опстанок на Македонија има. Надеж да се донесат фабрики, да се донесат инвестиции, да се отварат работни места, нашите деца овде да гледат својата перспектива, има. Државата прави напори со тоа што поддржува, дава стимулации во земјоделие, дава стимулации во енергетика, дава стимулации во заотварање на работни места. Значи, се оно што е до државата, тоа го прави да направи стабилен и кредибилен правен систем, да имаат правна сигурност инвеститорите, граѓаните на Република Македонија. Тоа е оно што треба да го направи граѓаните, државата, но во исто време граѓаните мора да ги потикнат да имаат собствена приватна иницијатива поголема, а државата е да создаде услови за да може да има вистински надпревар на идеи и тој надпревар на идеи да се преточува потоа во бизниси кои што ќе носат пари и отварање на нови работни места. Значи, ние сме коалиција која што нуди надеж на македонските граѓани, а не им нуди црни сценарија. И затоа е гром тука. Ние не сме дел од проблемите. Проблемите ги создаде ЗАЕФ и Социјалдемократскиот сојуз. Ние сакаме да бидеме дел од решенијата за оваа држава и за граѓаните на Република Македонија. Кога сме веќе кај надпреварите и спортските и овие политичките, сигурно сте имале можност да погледнете дел од програмата на спортивната страна. Дали мислите дека тука ќе има рамноправен надпревар? Кој е вашиот став за нивните ветувања, за нивните идеи? Овој пат, за разлика од претходните, ако можам јас да се дозволам да кажем, кампањи имаат искристализирано некои поенти на кои што се посветуваат и со кои што ги убедуваат граѓани. Па добро, да кажеш дека од 18% ДДВ ќе вратиш 15%, треба да... Не знам како да кажам. Веројатно да не си економист, да си подколвач на коњи, да или кумановски како си калбатин. Значи, толку да не ја познаваш економијата. Ако наиздашен приход во буџетот е ДДВ-то. Ако вие 2/3 од ДДВ-то враќате на граѓаните, како ќе го пуните буџетот? А во исто време им давате нови ветувања, со нови сладки приказни на граѓаните, со ново оптеретување на буџетот. А впрочем, ние треба да дадеме пример тамо каде што ја практикуваме власта, како ние тамо се однесуваме. Ако е така, зошто Зоран Заев во Струмица досега не враќа, веќе 11 години не враќа пари на граѓаните од комунали, од данокот на имот, од други приходи, да им се, на пример, ние во Карпош на сите оние што ќе изградат енергетски ефикасни објекти, до 20% од платените комунали им ги враќаме назад. Значи, ние веќе таква работа применуваме. И мислам дека имаме кредибилитет таква работа да ветиме. Да кажеш дека 500 евра ќе биде просечна плата, прво како економисти. Вие може да направите да има 500 евра да биде просечна плата нормално. Посакување на секој човек и нормално и на секој политичар. Меѓутоа, порастот на платите мора да го следи порастот на продуктивноста на трудот. Ако вие ги качите платите просечна плата со декрет направите 500 евра, вашите производи, вашите услуги ќе бидат скапи на пазарот. Значи, веќе светот се глобализира, автоматски стопанството ќе изгуби конкурентската моќ. Значи, мора да има пораст на продуктивноста, за да има пораст на платите. И сега тој истиот кој што во своите фирми има просек 150 евра плата, тој вели дека просечна плата во Македонија ќе биде 500 евра. Па, ако, да му кажеме вака, ајде направи ги 6 месеца, 500 евра нека бидат платите просечни во твоите фирми и ќе видиме на 31.12.2017 година со колкави загуби ќе ја завршиш. Значи, кажува апсолутно нереални работи кои што се остварливи. Меѓутоа, за тоа треба да се создадат многу други предпоставки, за да може тие работи да со декрет просечна плата не се покачува, туку мора да се создадат услови за пораст на продуктивноста на трудот. Тоа значи да се донесат нови технологии, тоа значи да
на know-how да се донесе, исто така од странство да се подобри менаџирањето, обуки да се прават на луѓето, да се создаде подобра инфраструктура, значи да се намалат трошоците и оние општи трошоци што ги создава државата, не знам, за струја, за вода, даночно третување и така натаму, тоа се да се намали за да може да се подигне продуктивноста и автоматски ќе се подига и стандардот на граѓаните. Добро, малку да се посветиме и на кандидатските листи. Прво на коалицијата за подобра Македонија. Задоволни ли сте вие од тоа како беа концепирани? Тие следува по оние на опозицијата. Задоволни ли сте всушност од каков е нивниот изглед и од вашето учество во листите? Гром бројот на пратениците го зголемува за 100%. Ние имавме еден пратеник, во наминатите избори најскапо платен пратеник беше на Гром, 30.000 гласови. Имаме два пратеника. Секоја партија мисли дека вреди повеќе и ние мислиме дека вредиме повеќе. Во изборна единица број 1 и број 4, кај во едната во 4 е Панчо Минов, во единица број 1 е господин Чедо Саздовски, во едната и другата Гром. По бројот на гласови, по анкети си носи пратеник, значи ништо поклон немаме. Меѓутоа исто додатокот што го правиме во останатите изборни единици овде во двојка, каде што имаме солидна структура во Куманово, во Ѓорче Петров, во Газибаба, во наминатите избори ние земавме преку 5000 гласови во изборна единица, значи тоа е исто така солиден придонес за целата коалиција. Преку 5000 гласови имавме во изборна единица исто така 3. Тоа значи дека ние ќе си го дадеме квалитетно својот придонес. Да. Кандидатските листи ги предводат квалитетни луѓе. Најголем дел се актуелни и министри. Во изборната единица и број 2, и број 1, имаме и број 3, и број 4, и број 5, и број 6, каде што е Владко Ѓорчев, значи имаме или пратеници или бивши министри, а Антонио Милошевски исто така бивш министер. Сето тоа укажува дека начело на листите се луѓе кои што ја познаваат работата на владата, кои што веќе имаат резултати и луѓето што се внатре исто така се гаранти за исполнување на програмските определби што се имаат на овие избори. Што се однесува до опозицијата, видовме дека имаше несогласување, имаше кавги. Тоа е редовна појава во социјал-демократскиот сојуз. Направија и некои непринципиелни коалиции, веројатно мислејќи да наштетат на некој друг, меѓутоа најмногу си наштетија. Дали мислите дека се одолжува за некои долгови што ги имаат овие 2 години криза, или мислите дека тоа е нивната добитна комбинација на која искрено и веруваат? Вклучувајќи ги секако оние граѓански активисти на листите за сметка на некои своји истакнати членови. Па, како да ви кажам, тие што се така наречени граѓански активисти, за мене ќе видат шведска маса за победникот на овие избори и очекувам дека тие први ќе го напуштат Социјалдемократскиот сојуз и кои ќе видат каде се нашле, со какви политики се соочуваат и тие граѓански активисти, мислам дека нема да бидат подготвени долго време да ја следат политиката на Социјалдемократскиот сојуз. Сите анкети кажуваат дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ги изгуби овие избори и по мене има едно правило: кога ги губиш изборите, тогаш не треба да правиш коалиции, треба колку имаш своји гласови, толку да земеш. Кога отприлика има шанси да се победи или си близко до победата, тогаш се зема се што треба да се зема. Мислам дека кадрите на Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат жртва во изборна кампања за сметка на, како да кажам, фантазерските проби на раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Ако на листите, не знам, има албанци, ако на листите има граѓански активисти, ако на листите има професори кои што никогаш не се пројавиле дека имаат нешто во себе опозиционо и така натаму, колку тоа ќе им ќе им направи додатна вредност, јас не сум убеден. Мислам дека повеќе ќе загубат со неактивноста на своите сопствени членови. Правилото е: никогаш не смееш да ги потцениш и да ги навредиш
собствените членови. Тие ја држат силата на партијата, тие држат структурата на партијата. И правилото е, каде имаш организирана партиска структура, таму и можеш да очекуваш гласови. Каде немаш, тешко е, затоа што изборите се веќе толку добро организирани противничките партии, што буквално се знае секоја куќа за кого гласа, се обработува секој гласач, а мислам дека тука владеачката наша коалиција дека готово до перфекција ги работи овие работи и работи пресинг до последната секунда додека не се добие секој гласач, што мислам дека е многу добро. Неколку дена сме во изборната кампања, се уште се преокупирани карваните пред се сами со себе, меѓутоа очекувате ли да почнат и оние задни игри, нешто валкано затоа што тоа го најавува дел од аналитичарите, еве и некои од нив обвинуваат за тоа дека токму некои од граѓанските здруженија за кои што зборуваме, малку и пред време ја почнале кампањата со некои нивни кампањи за излегување на гласање на младите, за некакви протуркување на некој суптилен начин и промени. Дали мислите дека тоа ќе се зголемува, како ќе оди кампањата натаму, интензитетот на тие, така да ги наречеме валкани игри, ќе се зголемува? Очекувате ли да биде фер барем? Обидот на Социјалдемократскиот сојуз е да направи малку поширок фронт против владината коалиција, стимулирајќи ги финансиски секако тие така наречени невладини организации. Меѓутоа, ефектот не може да биде постигнат каков што би требало да се има, затоа што не се вистински невладини активисти, туку тоа се симпатизери членови на Социјалдемократскиот сојуз, облечени во рудото на невладинството и истите тие практично само се поделени силите и улогите малку се изменети, а се командуваат и се финансираат и имат исти менеджмент од едно место, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз и не може да се постигне ефект. Сосема друга работа би било кога би имале силни, искрени и честни невладини организации кои што ќе работат за доброто на граѓаните, тогаш ситуацијата по владината коалиција е многу поопасна. Ова е само се делови од една иста целина и тоа значи дека не може да имаат ефекти какви што треба да имаат. Очекуваме дека и натаму една од главните полуги ќе биде специјалното обвинителство и отварање на нивните афери. Затоа јас на митингот во Струга и реков дека целокупната политика на Социјалдемократскиот сојуз се базира на две катици, Катица Јанева и Катица Заева. Се очекува од Катица Јанева да продуцира афери и еве јас и јавно ја повикувам не да отвара, туку нека отвори и нека затвори барем една афера. Да знаеме дали некој е фатен на дело, се отвора аферата, се спроведува судскиот процес и завршува со осудителна пресуда. Целта е да се штанцаат и да се отвараат афери во предизборието, очигледно дека не им дава резултати. На тоа владеачката коалиција, Коалицијата за подобра Македонија, парира со отварање на нови работни места, со градење на нови аутопатишта, со носење на странски инвеститори. Практично колку они отвараат афери, толку на другата страна се дава ветување за нови странски инвестиции и мислам дека на едната страна гледаме конструктивност, на другата страна само обид за деструкција и она што е најбитно, видовме дека најглавната политичката понуда на Социјалдемократскиот сојуз е редефинирање на државата и фрлање на анатема врз граѓаните на Македонија. Таман ние, граѓаните на Македонија, кренавме глава, се дигнавме малку, ни се појавува лидер кој што ни вели: вие сте криви за се, вие треба на сите да им попуштите, вие треба, нивната политичка понуда е да на белградските владики им кажеме дека не постои Охридска архиепископија, да го тргнеме архиепископот Стефан и да го поставиме Вранишковски за владика овде во Македонија. Нивната политичка понуда е дека нашиот јазик
не е македонски, да им дадеме за право на оние што ни го негираат јазикот. И нивната политичка понуда е дека ние не сме македонци, односно за да им се додвори на тие што сметаат дека ние сме во криво, односно дека ние не сме во право. Со тоа практично покажува дека еден политичар не може да биде достоен да ја води државата кога не може да ги разбере политичките процеси и не нуди стабилност на државата, туку нуди дестабилизација на државата и очигледно дека Социјалдемократскиот сојуз веќе ни ги пушти сигналите, а тоа е дека по изборите ќе се обиде да меѓупартиската пресметка да ја префрли на поле на интеретничка пресметка и такви флоскули продава кај своето членство дека ќе се обидат да ги намалат бројот, тие се свесни дека ќе загубат, но да може ВМРО, ДПМН и неговата коалиција да има помалку пратеници, се со цел да може евентуално да се прави малцинска влада во која што ќе биде Социјалдемократскиот сојуз и сите албански партии. Јас сум длабоко убеден дека тоа е замисла само на обични фантазери. Може ли да замисли што значи тоа да партијата што најмногу освоила гласови и да се некој да се обида да не ја почитува волјата на граѓаните, свесен ли е дека државата ќе ја доведе до граѓанска војна? Значи, непочитување на волјата на граѓаните е многу опасна работа, а очигледно дека Социјалдемократскиот сојуз игра и на таква карта и затоа граѓаните и ние како политичка партија Гром сметаме дека не треба да ги растураме гласовите, туку напротив треба да ги концентрираме за да им покажеме дека си ја заслужуваме државата, дека сме зрели да ја водиме Република Македонија и дека сме подготвени да си ги решаваме нашите внатрешни проблеми без при тоа да имаме туѓи влијание и во исто време да се одбраниме од оние странски обештајни служби кои што се обидуваат да ни ја растураат државата. Како човек одреден ви изгледа ли дека всушност може да има ефект тоа, таквите ветувања, некои ги нарекуваат и додворување на албанскиот фактор, иако знаеме од 25 години независност дека на избори, пак посебно, функционира како тоа тело, избирачко тело, навистина функционира цврсто, не може не може да се извлече нешто од таму. Дали толку се откажува од македонскиот дел на неопределени гласачи Социјалдемократскиот сојуз, што таму бара некој број? Јас морам да ви кажам дека изборната кампања е додворување и сите политички партии се обидуваат да се додворат на граѓаните. Легитимно е да се додворува и било која политичка партија на албанското гласачко тело и така е најдобро сите да се обраќаме кон сите граѓани без разлика на етничката, верската, националната припадност. И тоа ќе биде најдобро и најдобро за Република Македонија би бил тој граѓански концепт ако за една политичка партија гласаат граѓани од различен етнички состав. Но да имаш политичка понуда во која што сметаш дека треба да афирмираш прашања кои што во моментов никој не ги поставува, да нудиш твои решенија кои што не си ги усогласил прво во собствената партија, а второ со граѓанството во Република Македонија, само ќе донесе штета на Република Македонија, немир меѓу граѓаните и само ќе ја зголеми меѓуетничката нетрпеливост во Македонија, а ни случајно нема да ги разреши проблемите. Сметам дека што на ум, тоа на друм отприлика е ова изборна кампања и ова политичка понуда на господинот Заев. На Македонија е потребна стабилност, на Македонија не се потребни вознемирување на било која етничка група во Република Македонија, а поготово не најголемата етничка заедница во Македонија, а тоа се македонците. И мислам дека натаму решавање на меѓуетничките прашања, јас не викам дека тие прашања се затворени. Значи, натаму има прашања за кои што ние ќе разговараме, меѓутоа за тие прашања да се една по една отвараат и затвараат, мора да има консензус кај сите граѓани на Република Македонија, затоа што ние не правиме ништо ако на едни граѓани им се додворуваме, а во исто време омалажуваме друг дел од граѓанството на Република Македонија, а јас сум длабоко убеден дека со ова само создаваме немир и ништо повеќе. Ги генерализиравте како едно, јас мислам дека во принципи така ќе биде на овие избори, споменавте низ разговоров веќе неколку пати,
повеќе од поентите, меѓутоа што навистина сметате вие како лидер на една од политичките партии во коалицијата за подобра Македонија дека им е најбитно и дека можеби ќе ги одлучи овие избори? Споменавте ветувања врз основа на идеологија, меѓутоа и економски и други сегменти, што им е во суштина најбитно на Клучот е граѓаните? реалниот живот. Кој нуди подобар живот за граѓаните? Кој нуди отварање на нови работни места? Кој нуди повисок стандард за пензионерите? Кој нуди сигурна поддршка на земјоделците? Кој нуди подобро здравство? Кој нуди подобро образование? Кој нуди подостапно образование за граѓаните на Македонија? Кој нуди подобри услови за стопанисување? Подобри услови за стопанисување очигледно од ова што сега се нуди со технолошко развојните зони и новите стимулативни мерки за инвестирање во Република Македонија. Мислам дека до сега подобар економски програм не е понуден во нашата држава. Значи тоа се клучните работи за кои што ќе одлучат граѓаните на Република Македонија. Длабоко сум убеден дека овој пак граѓаните ќе искажат и кажат за, а не против. Само да се плука и да се вели дека ништо не е добро во оваа држава, дека оваа држава нема живот, апсолутно граѓаните се свесни дека тоа апсолутно не е така. Зборевме за фер и кредибилност на изборите, мислите ли дека ќе имаме и мирен изборен ден? Се надеваме сите на тоа, меѓутоа еве како ви изгледа вас од оваа дистанција, има уште доста време до 11. Дали ќе нема да, така да кажеме, да фрлиме дамка на она што го правевме во претходните неколку изборни циклуси кога навистина спроведовме скандинавски избори? Па вие од вашиот град имате министер за внатрешни работи. Ако има немири на денот на изборите, само уште еднаш ќе се потврдат својата неспособност. Им се даде ресорот внатрешни работи за да на денот на изборите имаме кредибилни избори и евентуално секој што ќе се обидува да го нарушува изборниот процес да се најде за решетки. Техничката влада, затоа сега го спомнавте Министерството за внатрешни работи, мислите ли дека ќе се справи со оваа задача, со овој предизвик на избори квалитетно? Внесени се технички министри на, така да кажеме, клучни позиции. Ви изгледа ли дека работат во насока на тоа да се спроведат мирни, фер, кредибилни избори, или пак можеби се во функција на нешто друго кога веќе се калкулира со некој изборен резултат? За жал, со аферата креирање за министерот Диме Спасов, очигледно дека полицијата се користи за други намени, односно полицајци блиски до Социјалдемократскиот сојуз ја злоупотребуваат својата функција како би можеле да се стават во служба на кампања на Социјалдемократскиот сојуз. Вие знаете дека председателот на општинската организација на Гром во Струмица имаше обид да се запали неговото возило, беше покриено, полеано со бензин, запалено возилото, за среќа случаен чувар на соседните згради кои што се во изградба, тоа го забележал, човекот веднаш зел лопата, песок, фрлал по возилото, гумата да изгасни така натаму, значи само чудо и случајност ја спасил неговото возило и да не биде опасност и за другите возила околу, веројатно и други, бидејќи тоа е било на паркинг возило, би биле запалени. Од тогаш помина 7-18 дена. Прво дента не се сакаше да се дојде крим техника да направи увид. И во Струмица има камери. Имаат свој началник на полиција близок до Социјалдемократскиот сојуз. Во една Струмица вие ако не можете да откриете за скоро 3 недели кој се обидел да го запали возилото на политичкиот, на председателот на една спротивна политичка партија, како мислите вие да ја водите државата? Замислете да Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, што ќе се случуваше во Диво населје, веројатно тие таму уште ќе беа во Диво населје и ќе правиа многу поголеми проблеми отколку што требаше. Само ова покажува дека очигледно дека полицијата се користи во насока на поддршка на изборната кампања на Социјалдемократскиот сојуз. Но јас ги повикувам сите граѓани и државни службеници, полицајци, припадници на безбедносните служби. Секој граѓанин треба да си даде свој придонес да имаме мирни, кредибилни и достоинствени избори, како што тоа доликува на една цивилизирана земја која сака да биде членка на Европската унија, односно на граѓани кои што живеат во 21. век, да не бидеме предмет на насловни страни
по околните земји и ни светот, дека сме направиле циркус, туку напротив, мирно и достоинствено, граѓаните на Република Македонија на 11 со најсилното оружје што го имаат, а тоа оружје го имаат само на денот на изборите, да одлучат на кого ќе му дават довербата да ги води во наредните 4 години. Ова не се обични избори, секако освен тоа што се предвремени, се избори во еден друг контекст кој што се прават. Очекувате ли дека поразената страна, која и да е, овој пат ќе ги прифати резултатите или очекувате нешто слично како што го имавме овие последните 2 години? Јас не очекувам дека они ќе пружат рака. Како што ви кажав, ќе се обидат да прават разни трикови за формирање на малцинска влада. Затоа се потребни 63 пратеника на коалицијата за подобра Македонија, за да може да бидат елиминирани секакви надежи за било какви манипулации на волјата на граѓаните на Република Македонија и, како што реков, ќе се обидат да создадат меѓуетнички нетрпеливост, да се отворат етнички прашања кои што ќе практично ќе пролонгираат кризата во Република Македонија и да трпи штета и стопанството и граѓаните, да внесат немир во домовите на нашите граѓани, да се зголеми меѓуетничката нетрпеливост и да трпиме огромни штети. Повторно странците да доаѓаат, да не учат, да преговараме и така натаму и така натаму. Нив ги интересира само да нема пукање, да нема нефункционирање на државата, а кој ќе биде во право, кој нема да биде во право, апсолутно не ги интересира. Господин Аркиновски, ќе ви се заблагодарам за тоа што одвоивте време. Уште еднаш ќе ви посакам успех на престојните избори, на вас секако и на целата коалиција, доколку имаме време и потреба и во текот на предизборието, можеби ќе направиме уште некој разговор. За сега ви благодарам и ви посакувам успех. Како што кажав, вас почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што го одвоивте за да не следите ова вечер. Секако кажав дека ова е само прва епизода од серијалот во која што ќе имаме представници на сите политички партии од Република Македонија, па затоа топло ве советувам да останете на програмата на К3 телевизија и во вечерните термини да ги следите нашите емисии посветени на изборите.